све е прашина. Нити да покосиш лјонџа, нити ливада да покосиш, нити каде идеш да береш, ако си посеал шенкиće, грашче, шенкас, од пепел не се позналяш. Тука не смееме да пуштимо ни овце, ни телина, ни гојда, ни конј да вржеш. Од мојава куќа до првото овде што копа сега има 1800 метра. Хеј, 2000 метра нека виде. Минско поле праја со 50 дупчена. И ги активирува. И бум, 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 бум. И тоа е детонација, тоа е потрес. Од минирањето има доста искпуцани куќе, поготово долните куќе. Па и мојава овде сега сме крпеле малце и ова е на удар е од звукот. Најголемата опасност, реков, што ни престои, дека ќе останемо без вода за напињање и мие и рогашо. Проблемот е у ископот, а проблемот е и у минирањето. Може да остане рогашо без калуѓер, изворот се вика. И Старосел, Белостан, без вода. Никој не поведува рачун, без обзир на општина. Само гледав тендери да ватим. Недозволиво е во Македонија да има толку многу каменоломи. Недозволиво е да бидат толку близко до населените места. Затоа што практично во дворовите на куќите се направени каменоломи. И тоа го загрозува од една страна здравието на жителите, затоа што таа прашина може да предизвика силикоза и кај возрастните, посебно кај децата. Од друга страна, тоа представува загроза за безбедноста, затоа што ги тресе, ги напукнува куќите. Тоа постојани грмотевици од минирање на земјиштето. Тоа не само што е бучава, туку ги тресе целите куќи. Понатаму тоа е загроза за животната средина. Тој песок што се крева како облак, тој ги преплавува и полињата каде што луѓето садат, меѓутоа исто така ги загадува и водите. Не е точно дека е тоа само чист калциум карбонат. Кога раскопувате вие земја, кога растворате земја, во таа рана земјена има многу минерали, има многу различни соединенија и сето тоа оди во ближните води. Практично и целиот жив свет е загрозен со каменоломи кои што се преблиску до живеалиштата. Сега имаме поставено филтри, систем за отпрашување најсовремен за да екологијата, животната средина не биде загадена од наша страна. Мислам дека има уште некои работи кои што сме ги зацртале, до крај да биде тоа еколошки и мислам дека во најможен временски рок тоа ќе го довршиме, што значи ќе бидеме комплетни по основна заштита на човекова средина. Концесиите се многу поволни за утајување на данок од државата. Експлоатација без фискални сметки, 18% утаја на данок и тоа оди во џеп на приватниците. За да се избегне сива економија, да има рамноправна борба помеѓу концесионерите, наше инсистирање Министерството за економија, надлежните институции да воведат ред. Вака лесно издадени концесии за каменоломи се една многу коруптивна постапка. Доволно е да си комшија, роднина со градоначалникот и ти веќе стануваш неизмерно богат со минимална инвестиција. Доволен ти еден багер и ти да почнеш да работиш.
со срамно ниски надоместоци кон државата, со никаква контрола понатаму од страна на инспекторите за животна средина. Недозволиво е толку да се незаинтересирани инспекторите за животна средина за тоа во каква средина живеат луѓето во близина на каменоломите. Па не е нормално да има 4, 5, 6 каменоломи во близина на едно населено место. Тоа едноставно не е нормално, не е хумано. Да не зборуваме дека државата покажува неодговорен однос кон тие жители таму. И затоа, иако постои и сега во Законот за минерални суровини, тоа успеавме да го внесеме, можност да се одземе концесија врз база на тоа што ќе се докаже дека представува загроза за здравјето, безбедноста и животната средина, тоа не се користи. Затоа што инспекторите кои што тоа би можеле најлесно да го направат, не постапуваат и останува едноставно борбата на граѓаните. Онака како што ја направија во Лабуниште и кои што успеа малку макар, ама да го намалат злото кое што им беше со огромен број каменоломи околу нив. Тие уште ги имаат проблемите, меѓутоа почна нешто да се решава. Затоа што застанаа сите заедно и рекоа не ни е гајле, ни за партии, ни за влади, ни за градоначалници, едноставно ние имаме мака, нашите деца имаат мака, ние ќе се бориме. Па, копав на 500 метра под школото. На 500 метра се копа под школото. Концесија доделил. Пишува тој таму, у Скопје. А ти си бил у Старесело да видиш? Они да може ви врљувотан би гурнале. Не бе, не, ништо бе. Абе, ние смо овај анархизам у цела држава. Ако сгрешим, кога имаат Тито Вележани проблем со топелницата, зошто па ние да не можеме да ги допреме овдека? Ако некој има у Скопје свесен човек, да дојде и да предвиди и да види што е. А за кратко време водата ќе им допре у Рашче. Не е случајно легендата што се кажувала дека Ливадичко езеро, тоа е на шар горе, и некој си овчар од Рашче бил и му паднало шупелчето или кавалчето на езерото и наводно сестра му у Рашче подвадена, пунела вода, кавалчето ga нашла. Што треба да се направи за да се реши проблемот со каменоломите? Во Законот за минерални суровини мора да се вгради обврска за транспарентен процес на добивање концесија за каменолом. Локалните жители мора на јавна расправа да си го кажат своето мислење. Мора да се вгради обврска за концесионерите да ги затворат раните кои што ги прават во планината. Трето, инспекторите за животна средина мора да имаат поголема одговорност за околу каменоломите и да не го пренебрегнуваат ова прашање. Четврто, во законот треба да се вгради јавниот интерес во поглед на одржливоста на просторот и природните ресурси, затоа што тие не се неограничени. И впрочем, поради сиве овие борби и беше и формирана алијансата Разбистри се за да им помогне на граѓаните, да може да повлијае да се подобрат закони и да се подобри работењето на институциите што треба да ја штитат животната средина.